Почитувани, во врска со овој амандман, морам да потенцирам дека го поднесов истиот заради тоа што и самата сум самоохранен родител и точно знам каков е животот на самохраните родители. Еве, на пример, со Законот за семејство и морам да ги потенцирам следните аргументи, за тоа што сметам дека истите треба да ги имате во предвид во понатамошното одлучување и во понатамошните мерки во врска со оваа категорија на граѓани. Законот за семејство се уште не ја уредува ситуацијата со еднородителските семејства, кои според проценката и анализата на невладиниот сектор, која проучува оваа проблематика, со околу 20.000 еднородителски семејства во Македонија. Бидејќи во Македонија ова се повеќе од 80% мајки, овој проблем се оквалификува како родов проблем. Во 2018 година поранишната министерка Мила Царовска изјавила дека во 2019 ќе се дефинира еднородителското семејство, меѓутоа тоа се уште не е завршено. Немаме точен регистар на самохрани родители, бидејќи истото не е утврдено согласно законот. Сега, моето прашање, како сте дошле до оваа бројка од 5726 такви семејства и од кои од самохраните родители ќе имаат право на ваква еднократна мерка, е првото прашање кое се поставува, и дали истото ќе биде врз база на пријавување, како и претходните издавања на картички ќе имаат многу основани жалби и бидејќи не секогаш ви се јасни критериумите, се остава простор за разноразни малверзации. Дали ќе бидат земени в предвид сите подтипови на еднородителски семејства, односно тука може да спаѓаат различни видови на еднородителски семејства. Семејство на деца родени надвор од брак, семејство со деца родени надвор од брак со непознат родител, на кој родителот им е починат, родителите се разведени меѓутоа не го признаваат, или кога родителите се разведени па едниот не плаќа алиментација и така натаму. Сега, сето ова го кажувам за тоа што и на 30.9.2020 година Битики рече дека првичните проценки на владата не одговараат на реалноста. Според владата има околу 5800 самохрани родители кои треба да добијат платежни картички, но во системот на институциите регистрирани се само 370 од оваа категорија. Помош, за да може да се најде на список на сите самохрани родители, ќе треба да дадеме сите, односно да се пријавуваме. Владата ќе бара од Министерството за образование исто така да помогне, што значи дека вашата мерка претходно не подлежала на одредени истражувања и истата ја имате донесено со некаква произволна бројка. Сега, исто така второ прашање кое што мене ми беше приоритет за да по истото реагирам и да поднесам амандман, е ниската сума која што ќе добијат самохраните родители, а тоа е износ од 6000 денари. Ова се почитувани средства за плаќање на основните сметки во домаќинството само за еден месец. Овие родители се само еден родител кој што носи приходи во домот. Значи, тие немаат уште еден родител кој што ќе им помага за плаќање на своите сметки. Значи, овие средства почитувани нема да им стигнат само за докупување на прибор, тетратки, моливи на 2 деца кои што одат на училиште. Ова се семејства каде што најчесто родителот е една мајка која што се грижи за 1, 2, 3 деца во школска возраст. Не можете да ја споредувате со поединечна помош на едно дете по различни категории, на пример пензионери. Не можете да ги споредувате. Овде има цело едно мало семејство кое што се грижи како да помине месец, а ги споредувате со други категории на граѓани. Значи, не имате воопшто навлезено во анализа што е потребно на оваа категорија, односно колку поголеми трошоци имаат самите тие за живот. Значи, сакам да ви посочам да размислите на ова, затоа што ако сега пак
колешката можеби ќе ја испровоцирам, ама сакам сликовито да направам една споредба со трошоците кои што се предвидени во овој ребаланс, или еве на пример да ви кажам, откажете се од опремување на една канцеларија во владата со нов мебел и на тој начин ќе овозможите нови чизми и јакни за зимата на децата на самохраните родители. Ви благодарам.